25 здравствени работници кои по неколку години волонтираа во Општа болница Кочани постепено добиваат вработување на неопределено време. Нови тројца пак се примени за потребите на физикална медицина. Општата болница полека но сигурно ги решава кадровските недостатоци по болничките оделенија и амбуланти. Во Општа болница моментално има завршен оглас за вработување на тројца здравствени работници. Тоа е еден дипломиран кинезитерапевт, еден болничар и еден возач. Исто така во тек е трансформација на работниот однос на постоечките волонтери во работен однос на неопределено време. Вкупниот број на вакви трансформации на работен однос во Општа болница е 25, кои ќе се реализираат во 3 транши. Првата транша ќе се трансформира работниот однос на 8 вработени и ќе се трансформира во рок од 30 дена од излегувањето на законот, додека останатите на 1 декември 2015, а третата транша ќе биде од 1 септември 2016 година. И покрај овие вработувања, сепак повторно има недостиг на лекари во Кочанската општа болница. Недостигаат најмалку по еден специјалист на секое оделение. Планираме во наредната година да вработиме најмалку уште 5 лекари, значи во 2015 и уште дополнително уште 5 2016 година, бидејќи сите тие треба да поминат низ еден процес на специализација. Барањата се веќе испратени до Министерството за здравство и чекаме одговор потврден доколку се одобрат да ги распишеме тие огласи за лекари и потоа да бидат уплатени на соодветна специализација. Новите тројца здравствени работници на физикална медицина започнаа со работа, но физикална времено е сместена во еден простор со оглед дека постоечката зграда каде што беше физикална моментално е при крај со реновирањето, каде што се планира регионален центар за хемодиализа, кој што се очекува за најмногу еден месец да почне со работа. На местото на сегашна хемодиализа ќе биде преместена физикалната медицина, каде што ќе се создадат далеку подобри услови од сегашните.